Безмалку 5 милиони евра ќе добиваат партиите од државната каса со новите законски измени, наместо досегашните 1,8 милиони евра на годишно ниво. 70% од парите ќе бидат наменети за парламентарните партии, додека останатата сума ќе оди на контото на помалите. За сметка на зголеменото финансирање од буџетот, за двојно се намали сумата на донации од фирми и поединци. Мери Јордановска, новинар кој долги години го следи финансирањето на партиите во Македонија, вели дека овој закон е далеко од тоа како на вистина треба да се регулира финансирањето на партиите. Еден од најпроблематичните делови од законот според Јордановска е озаконувањето на имотот, односно пасиштата и земјоделското земјиште, кое го поседуваат партиите, особено ВМРО ДПМН, кој поседува 15 имотни листови. Тоа земјиште многу лесно може да се трансферира во градежно земјиште и потоа да се продаде по 10 пати по висока цена и на тој начин да се оствари поголем профит. Што самото тоа би можело да биде еден извор на корупција, така што останува отворено од кои причини се легализираше можноста да партиите да поседуваат земјиште и ниве и пасиште. Пасиште и ниви не се потребни на една политичка партија. Потребни се штабови каде што тие ќе може да извршуваат својата дејност. Каква дејност може да извршува една политичка партија доколку поседува нива или земјиште, земјоделско земјиште. Друг спорен момент според Јордановска е играта на црните пари поради можноста за донации иако се намалени. Таа вели дека нема механизам на контрола кои се донаторите и дали станува збор за црни пари кои во текот на кампањата ќе се исперат. Има многу работи од законот кои што им даваат многу права на партиите, а многу малку обврски. А сега кога веќе се зголемува финансирањето на партиите од буџетот, значи ние како граѓани сега ќе ги плаќаме партиите многу повеќе, тие треба да преземат и многу поголеми обврски кон граѓаните. Со коментар во јавноста се јави и Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации која смета дека со овој закон штетата ќе биде помала од досегашната. Ако новиот модел на финансирање значи помала зависност на политичките партии од донаторите, штетата ќе биде помала од досегашната. Повеќе пари губевме со тоа што партиите на власт враќаа со договорање тендери поволни законски решенија доделување функции. Според вице-премиерката Радмила Шекеринска, финансирањето од невидливи и нејавни извори доведува до зголемување на корупцијата во државата, па затоа неопходни биле овие законски измени. Но не сакаме такви нездрави врски помеѓу бизнисот и партиите да ни создаваат системска корупција која со години ја гледаме на дело. Измените на законот за финансирање на политичките партии беа договорени на последната лидерска средба, а во собранието добија поддршка од 101 глас. Но измените беа дочекани на нош од Агенцијата за медиуми, откаде реагираа дека учесниците на изборите, наместо како досега рекламите, да ги плаќаат од партиска сметка, сега тие трошоци ќе се покриваат преку буџетот. Но на ова двете најголеми политички партии одговорија дека измените се направени со цел да се намали зависноста на партиите од донации.